Добар ден, драги пријатели и гледачи, добро дојдовте у денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и она за кое што ќе зборуваме денеска и темите кои што ќе ги споиме и споредбите кои што ќе ги направиме е на едната страна метаболизам, а на другата страна столица. Што тоа значи? Многу од луѓето поистоветуваат добра столица со добра метаболизам. Но она што сакам да ви го напоменам дека добрата столица сама по себе не значи дека вашиот метаболизам е брз. Конкретно инспириран сум од моите можеби резултати и навики кои што ги имав порано. Искрено јас никогаш сум немал проблем со столица. И затоа мислев дека секогаш имам добар метаболизам. Но од друга страна имав добра столица, но немав доволно енергија, пиев 6-7 кафења дневно, се борев со алармот на сабајле, преспивав попладне, особено најчесто после ручек и така натаму, а знак дека вашиот метаболизам не функционира правилно и не ослободува доволно енергија, се токму тие појави. А тоа се појавите на умор, на падови на концентрација и на немање доволно енергија да се истера еден обичен ден. Затоа што многу луѓе сметаат дека причината за немање енергија е затоа што одат на работа или можеби се студенти и учат. Но енергијата не треба да ја снема затоа што имате некаков просечен ден на обврски и работни навики. Од друга страна, неправилниот метаболизам и недобриот метаболизам може да донесе неквалитетна и бавна столица и бавен дигестивен систем. Но обратно не функционира. А тоа значи дека ако имате добар дигестивен систем и добра генетика на таа алка од метаболизмот и од телото, не значи дека имате добар метаболизам. Многу луѓе можеби имаат супер столица, но воопшто немојте да влегувате во замката дека не треба да направите никаква промена и дека имате супер метаболизам. Добрата столица си е добра сама по себе, но доколку тоа е резултат на неправилниот метаболизам, односно доколку недобрата столица и неправилната работа на дигестивниот систем е резултат на неправилниот метаболизам, а тоа е најчесто така, онда две работи се тука многу важни. Прва работа е количината на вода која што ја пиете. И можеби не следите во претходните епизоди или можеби сте прочитале некаде дека количината на вода во текот на денот која што треба да се испие е по формулата на 25 килограми телесна маса доаѓа литар вода. Тоа значи дека ако имате 50 килограми треба да пиете 2 литри вода. Ако имате 75 килограми треба да пиете 3 литри вода. И најчесто голем број на луѓе не ги достигнуваат овие количини, напротив се далеку од постигнување на тие количини, пијат 1-2 чаши вода и сето тоа предизвикува за неправилна работа на дигестивниот систем и проблеми со столицата или можеби киселини и подуеност. Втора работа која што придонесува за неправилна столица се растителните влакна. Растителни влакна ќе одвоиме можеби тема конкретно која ќе зборуваме за тие растителни влакна, но самиот збор растителни влакна ви кажува дека тие можеби влакна доаѓаат од растенија. А тие растенија се зеленчуците и овошјата. Недоволниот внес на зеленчуци и овошја значи недоволен внес на растителни влакна. Недоволниот внес на растителни влакна значи дека вашиот дигестивен систем, односно вашите црева или таа водоводна инсталација, ако можеме да ја кажеме, нема да се чисти како што треба. И на долг рок, кога нема да внесувате доволно растителни влакна, ќе почне да се насобира отпадок под зидовите на вашите црева и ќе почне да настанува запушување. Дополнително, кога ќе нема вода, ќе нема што на тие растителни влакна да им дава мок и гравитација за да почнат да ги собираат отпадоците од цревата и сето тоа ќе придонесе до неправилна столица. Затоа, доколку можеби имате проблем со неправилна столица, прашајте се какви ви се навиките во исхраната, а доколку имате правилна столица и немате никаков проблем по тоа прашање, а немате доволно енергија, имате недостаток од концентрација и не ви се одвива баш денот кој што вие сакате, тогаш повторно тоа значи дека можеби имате некакви проблеми со метаболизма. Така да, дечки, верувам ви расчистив една дилема и мит кој што претпоставувам дека можеби многу од вас го имаат во глава како погрешен став, како што го имав и јас, и верувам дека ќе ви донесе ова огромна вредност. Во следната епизода ќе зборуваме за една многу интересна тема, а до следната епизода ве оставам во квалитетни и здрави животни навики и повторно благодарам што не следите. Чао, чао!